што доколку премиерот Груевски излезе со предлог за тоа кој човек би застанал на чело на владата, дали би прифатиле таков договор и со ризик, еве да речам, премиерот да остане во сенка? Еве вака. Јас не би коментирал детали за можни комбинации, но сум свесен дека водам делегација која што оди на преговори. Тоа не значи дека Заев само што ќе предлага и тоа така ќе биде. Но има вредности, има стандарди, има нормативи, има критериуми. Фала Богу, медиатор во процесот е Европската комисија, преку комесарот Хан. Не може овде ништо ни повеќе ни помалку освен европски стандарди и европски вредности. Како истите луѓе кои што кажуваат дека содржината на разговорите мора да се провери, каде што апсолутно дефинираат заедно со нас транзиционен период, од која причина ние тоа го дефиниравме транзиционниот период? Знаејќи дека изборите биле нерегуларни, дека се правени огромни криминали и корупција и слично. За да бидам попрецизен, лесно е прифатливо нешто кое што е во духот на тие европски стандарди и европски вредности. Ако падне предлог од било кого од присутните, а се однесува за човек кој што не е веќе инкриминиран со сите овие докази и аргументи кои што ние ги споделивме, или постојат по друг основ инкриминирачки дејанија врзани со тоа име, е вредно за разговори и се надевам ќе биде прифатливо од сите, без разлика од кој ќе биде дадено, за да биде прв човек на таквата влада која што ќе ги организира и ќе ги подготви изборите во најдоцна април 2016 година. Повелете? Овде имаше барање... Да, повелете. Како фигурира јавното обвинителство во преговорите и кои се вашите барања по однос на оваа институција со оглед на тоа што уште едно обвинение е кренато против вас за примање на подкуп, а во исто време немаме никакви истражни постапки по однос на содржината од прислушуваните разговори. Што очекувате од јавното обвинителство и што ние да очекуваме во наредниот период? Вака, првиот дел нема да го коментирам заради тоа што ќе цитирам дел од точките кои што се во таа рамка за преговори, а рековме дека ќе дадеме шанса на успешни преговори. Обвинителните акти против Заев и другите опозиционери стана абсурдност во нашето општество. Тоа јакне само нашата позиција во преговорите. Секако по меѓународните узанси и по меѓународните стандарди, тоа е дополнителна абсурдност, оти не дава еднаков фер третман или позиционирање во самите преговори. Заев е со 2 обвинителни акти пред почеток на судски рочишта, а кривичните пријави против Груевски врхушката на власта воопшто не се отпочнати ниту со истрага. Кај е обвинителен акт, каде е да одлучуваат по приговори или слично. Но апсолутно врвот на абсурдноста на ваквото дрско и безобразно режимско или диктаторско владење со секој одмина ден е дополнително потврдено. Груевски е истиот човек кој што од оваа зграда велеше комбиња на 2 километри овде во центарот на Скопје со некои тактички опреми снимале. За да после вели нема странски служби, ама Заев оти ми каже дека имало. Заради тоа постоеле странски служби. Заев, како што гледате, утре ќе замине за Брисел со пасош во раце. Обвинет за насилство врз премиерот. А господинот Бранко Палифров, мој соработник во општина Струмица, раководител на секторот за финансии и буџет, е осомничен за помагање на насилството. Значи, тој помагачот, на мене насилникот, тој е во притвор 4,5 месеци, јас бев и во Страсбур, бев и во Софија и во Брисел. Смешно е, да не биде жално. Апсолутно тоа, уште еден аргумент. Нека ценат нашите меѓународни пријатели, па нека дават предлози по европски стандарди и по европски вредности. И гледате, 2 месеци од таа трето најавената кривична пријава за издавање на државна тајна. Кај е? Кај е третата кривична пријава за државна тајна? Ја нема никаде. Да, ако паднат обвинителните акти досега, за да има трет, па нека го има багажот и притисокот повторно. Ке сватат, се надева многу рано, пресвети, преважни се вредностите за кои што се бориме. Нивното име е слобода, демократија, правда, нормална земја.
Повелете. Повелете. Ако денес комесарот Хан не даде изјава, дали ќе одите утре во Брисел? Бидејќи до 2:30 сега нема најави, нема ништо од Брисел. Овие луѓе позади мене, голем дел, ако не и сите вие, толку многу веруваме во тие европски вредности и стандарди, за нас се светост. Не знам што значат за некои земји членки на Европската унија, но за нас се светост. За да коментирам дополнително Европска унија, Европска комисија, комесарот Хан, да оставиме денот, денеска ни на пола не е поминат. Да оставиме и да почекаме. Согласно тоа, во духот на транспарентноста, секогаш сме ги соопштувале нашите ставови. Но го видовте нашиот чекор првовремен, согласно првата реакција или коментар на комесарот Хан, го видовте и вториот чекор. Апсолутно сме демократи, работиме во интерес на државата и нема нешто што може да не стави во позиција на тајност, недоволна транспарентност или слично, кога секако го водиме процесот наречен вистината за Македонија. Може да има дилема утре да не одите, ако нема одговор до крајот на денот, ставот на СДСМ ќе биде јасно соопштен. Дали има други прашања, ве молам? Ви благодарам на сите на присуството. Ви благодарам.